Неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостина е министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Министерке, стратегијата за бегалци предизвика дилеми и реакции во јавноста. Опозицијата обвинува дека ќе се градат станови за мигрантите. Вие демонтиравте. Може ли да прецизирате за што станува збор? Да, опозицијата се обиде да направи ширење на страх по однос на оваа стратегија. Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година и продолжение на стратегијата 2009-2015 година со истиот наслов кој што донела ВМРО ДПМН. Сега, многу е важно да знаеме дека токму ВМРО ДПМН, кој што ја донел таа стратегија, зборува против оваа стратегија. А во оваа стратегија се вклучени најголем дел од работите кои што биле во претходната стратегија. Затоа нема никаква потреба од страф. Македонија си е декларирана и продолжува да биде транзит земја. И тоа се гледа по статистики и бројки. 2015-2016 година, пред да се затвори рутата, тоа е некаде 9 март 2016 година, во Македонија имало 1600 мигранти. Во моментот во Македонија нема повеќе од 60 во двата транзитни центри и во центарот за азил. Овие бројки многу кажуваат дека Македонија ниту е атрактивна земја, ниту некој има потреба да остане во државата. Дополнително, стратегијата за бегалци не е стратегија за мигранти. Мигранти и бегалци се сосема различни, или баратели на азил се три различни категории. Затоа токму со оваа стратегија ние даваме насока или патока со оваа стратегија. Не е обврзувачки документ, не е закон со кој што ние ќе изградиме станови, се обврзува државата да изгради станови, ниту пак дека ќе им дадеме државјанства на овие групи на граѓани. Тоа се регулира согласно законските решенија во Македонија кои што претходно се донесени во 2009 се регулира статусот на овие граѓани, тоа токму во владата на ВМРО ДПМН. Затоа е важно да кажеме дека ние со оваа стратегија зборуваме само за оние кои што имаат никаков регулиран статус во државата и баратели на азил, а не за мигранти. Нема потреба од никаков страх и не се градат никакви станови, ниту се подготвуваат кампови. Во Македонија во моментов има само 60 лица кои што се на трите локации. Дали воопшто ќе се градат станови за бегалци, за која категорија на бегалци? Не, нема да се градат воопшто станови за бегалци. Македонија во моментов нема ни буџетски средства предвидени за градење на објекти каде што ќе се сместуваат бегалци. Прво би го решавале прашањето на лица кои што се бездомни во Македонија. И јас напорно работам на тоа да изнедам средства или земање на можен кредит за да се изградат социјални станови, но за граѓаните што се на територија на Македонија. Оваа стратегија е поврзана со меѓународни документи кои што Македонија ги подпишала многу одамна. Резолуцијата ја подпишала 1994 година, па после тоа имаме донесена стратегија и сега ова е континуитет на таа стратегија, што укажува дека Македонија како држава е социјална и има хуман третман кон лицата кои што транзитира и ќе ги поддржи во процесот на стигнување до нивната дестинација. Ви се префрли дека не бевте транспарентни. Зошто не објавите стратегијата па да се види дали има простор или нема за шпекулации? Па да тој, како да кажем, најнеоправданото обвинение, најголемиот абсурд на опозицијата. Зошто? Поради тоа што јас токму на 20 јуни ја објави стратегијата на мојата веб страна на Министерство за труд и социјална политика со формулар за забелешки и коментари и ги повикав сите граѓански организации и граѓани да дадат коментари кон истата. Така и дозна ВМРО ДПМН по однос на стратегијата дека таа што тие подготвувале 2 години конечно го виде светлото на денот и јас се обврзувам себе си на транспарентност и отчетност пред граѓаните и затоа и сметам дека треба да биде објавена таа како стратегија. Истото го направи. Но испратив имејл до сите институции засегнати страни да ја добијат, да ја прочитаат и да дадат коментари кон истата. Така да не може да ме обвинуваат за нетранспарентност, тука токму добија информација заради мојата транспарентност. Јас стојам позади тоа и ја штитам транспарентноста како принцип на демократија. Претходно се консултиравте ли со општините, со експертите за оваа стратегија? Да, токму објавувањето беше тоа. Кога јас ја испратив до ЗЕЛС се земаа за обврска да ја испратат до локалните самоуправи, заради тоа што тие ја координираат или соработката со општините и да вратат назад коментари. Наместо да добиеме конструктивни коментари,
ние добивме партиска пропаганда која што објаснува дека ќе се населат во Македонија 300.000 бегалци или 200.000 бегалци. Општините одговараат дека не сакаат да се градат станови на нивна територија. Ние не ги прашавме дали сакаат да се градат станови на нивна територија. Не се однесува прашањето на тоа. Ниту па оние што ги вадат како општини каде што ќе се градат станови. Тоа исто така не е вистина. Поради тоа што ние од ЗЕЛС сме побарале сосема друг документ кој што тие веројатно го спинуваат, да ни дадат локации за единици каде што може да сместиме бездомни лица. И тоа го договоривме со Црвен крст, без никаков проблем. Ама тоа се однесува е различен документ од овој кој што ЗЕЛС побарахме да го сподели со општините, да дадат коментар и конструктивна некаква си критика кон стратегијата, ако има како таква. Тоа не е донесен документ. Далеко од донесување. Од септември почнуваме да правиме средби со различни групи на организации и експерти кои што работеле на прашањето, со цел да видиме дали оваа стратегија е во ред или не е во ред. Кога ќе може да очекуваме ваш одговор на интерпелацијата на ВМРО-ДПМН во Собранието? Јас имам законски рок од 15 дни, во законскиот рок ќе одговорам. Оваа интерпелација беше една од бројните неосновани интерпелации кои што Собранието ги побара од ги достави до министрите и наместо да се занимавам сега со клучни прашања и со животните проблеми на граѓаните за кои што во суштина се поставена како министер, јас треба да одговарам на неосновани обвинувања од страна на опозицијата и партиски манипулации со различни тип на граѓани. Се мешате ли вие или Министерството во смената на првиот човек на Сојузот на синдикатите, како што ве обвини досегашниот претседател Митревски? Ниту јас, ниту Министерството за труд и социјална политика се меша во работата на синдикатите. Јас работам исклучиво согласно законските прописи и меѓународните ратификувани документи во Министерство. Тоа го покажав и со првите два состанока на економско-социјалниот совет, каде што ги поканих сите синдикати, и репрезентативни, и нерепрезентативни, да дискутираме по прашања кои што ги засегаат работниците. А тоа е законот за минимална плата, законот за стечајци и различни други прашања кои што тековно се случуваат како државен инспекторат за труд, излегување на терен и така натаму. Но видов дека има така да навистина сметам дека транспарентноста и начинот на кој што функционираме покажува дека за нас е важно да се задржат демократските принципи на работење и отвореност, а не да не работиме во нечии интерес. Напротив, силни синдикати за мене ќе значат многу како министер, ќе ми помогнат во адресирање на прашањата кои што се поврзани со работниците. Во дописот од Централниот регистар се вели дека тие постапиле по решението на Министерството. Дали со тоа што Министерството се меша во изборот во ССМ се нарушува независноста на синдикатот? Не се мешаме. Апсолутно. Моето решение е донесено, ништовност на решение прогласување, врз основа на закон за управна постапка. Поради тоа што во претходното решение се цитира еден член, а се повикуваат на друга работа. Значи, ние најдовме технички пропусти во претходното решение, зошто и како е направено, тоа ќе се истражат органи кои што треба. Но јас како министер не можам да дозволам да имаме решение донесено кое што е против законите. И токму тоа со тоа решение го информиравме Централен регистар и тој се откочи постапката и си го донесе решението. Ние не сме се мешале, тоа е нешто што претходно требало да се случи, но не се случило, не знам од кои причини. Некој претходно изгледа се обидувал да се меша. Актуелната влада најави дека приоритетна ќе биде социјалната политика. Константен проблем со години наназад е висината на социјалната помош. Дали се планираат промени во социјалната политика и што ќе биде приоритет? Висината на социјалната парична помош и воопшто трансферите е евидентирано и во програмата на владата и во предизборната програма и е важно да и продолжиме да го адресираме ова прашање. Ние сме во подготовка на нов закон уште. Само што дојдов како министер, веднаш формирав работна група од академски професори, граѓански организации, администрација во министерството, со цел да подготвиме нов закон, кој што ќе значи напредување на трансферите или правата кои што ги исплаќаме кон граѓаните, но од друга страна и зајакнување на социјалните услуги. Затоа што ако исплаќате пари,
а немате услуги што ги поддржуваат граѓаните да излезат од сиромаштво, вие не сте направиле ништо како систем за социјална заштита. Затоа ние до крајот на 2018 година, она кој што го вредивме во програмата, ќе почнеме да го исплаќаме, а тоа е минимален адекватен приход, кој што ќе се однесува, етапно ќе се воведува кај различни групи на граѓани, но во секој случај тоа што сме го видели и ќе го исполниме. Значи трансферите ќе се зголемат, но по донесувањето на новиот закон, зашто сега ако покачувате на 5, 3%, 10%, тоа е само залажување на населението. Подобро е да одиме вака, како што оделе и 11 години, но уште 10 месеци ќе одиме со тоа и понатаму со новиот систем на работење, со новите групирани социјални права и трансфери, ние како министерство кога ќе исплатиме трансфер, ќе знаеме да го извлекуваме семејството од сиромаштија, а не ќе кажеме сме зголемиле за 10% кои што не вршат работа. Партиската книжка беше приоритет при вработувањата. Дали може да се очекуваат промени на оваа слика согласно европските препораки? Ова ве прашувам затоа што и актуелната влада на самиот почеток е критикувана дека поставува партиски луѓе или луѓе кои што се блиски до партијата на челни позиции во институциите. Целиот овој период бевме следени од јавност и јас тоа го почитувам. Граѓанска дебата за овие прашања е клучна, затоа што со тоа се подигнува и свеста кај оние кои што ја имаат власта во своји раце. Оние кои што беа поставени како раководни позиции се веде вршители на должности во тие институции, додека после изборите ќе се објават огласи и транспарентно, најтранспарентно и огласите ќе течат и вработувањата на директори во соодветните институции. Владата има различни очекувања кои што се, да кажеме, амбициозни од оние кои што ги постави како раководители на институциите. И тие ќе си се следат и од јавноста и од владата и ќе треба да ја унапредат работата во своите институции и да одговорат соодветно на граѓаните кои што имаат потреба од институцијата која што ја водат. Преку тоа јас сум убедена дека владата транспарентно ќе вработува и ќе става професионалци. И во моментов очекуваме од лицата кои што се поставени професионално да се вршат работата и тие се професионалци од самите институции во најголем дел, да изборуваме го со социјална заштита, кои што слободени се вработени таму. Така да тие многу добро ја знаат работата и ќе дадат максимум да ги напредат сервисите кои што им се пружат на граѓаните. Ви благодарам на разговорот. Благодарам. Го следете неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.